Добро утро, повтор пат во утринската програма. Јована, зборуваме за проект прв пат кој ќе се спроведува во земјава и на вистина ќе потрае подолго, но многу верувам ќе помогне. Имено, станува збор за проект во земјоделското предприемништво, вклучување на младите лица со попреченост. Говориме со нашата соговорничка Даниела Цветановска од Сдруженијето за рурален развој, Лака Гролидер, председателка. Даниела, навистина прв ваков проект кај нас и го привлекува вниманието. Да објасниме конкретно за што станува збор. Најпрвен добро утро на сите гледачи на утринската програма на МТВ. Особено ми е драго што сум дел и што можам да го презентирам овој нов иновативен проект. Главната цел на овој проект е да создадеме и да направиме одржливи трансформативни средини, особено во образовниот процес во образовниот систем, со тоа што ќе вклучиме млади со попреченост и не само што ќе ги вклучиме, туку исто така ќе овозможиме и да станат предприемачи, односно поттикнување на предприемништвото во земјоделскиот сектор. Особено е ова важно бидејќи лицата со попреченост во руралните средини работат во земјоделскиот сектор, меѓутоа работат во семејно земјоделско стопанство и секогаш најчесто тоа е неплатен труд. Со овој проект сакаме да овозможиме, значи да ги активираме, но исто така и да ги поттикнеме да станат предприемачи, да си отворат свој бизнис во земјоделски, кој што ќе биде поврзан со земјоделскиот сектор, со тоа ќе бидат активни, продуктивни и за општеството, и за социјалната средина, а и за нивната вклученост, каде што дефинитивно ќе можеме да го имаме пристапот на еднаквост и правичност во поттикнување на предприемништвото за секој поединец. Во последно време многу зборуваме за модернизација на земјоделството, дигитализација. Тоа е многу битно за остварување на ова вклучување на младите со попреченост? Првиот и најважен чекор е всушност дигитализацијата и модернизација на земјоделскиот сектор и на земјоделството, односно сите процеси во земјоделството, значи од поднесување, барање за финансиска поддршка, па се до отворање на нов бизнис, поднесување на други документи, добивање на документи, сето да оди преку модернизација и дигитализација во земјоделскиот сектор. Она што сакам да го спомнам што е добар прв чекор во остварување на овој дел е тоа што на Земјоделскиот факултет во Скопје за прв пат оваа година се отвори катедра за дигитализација на земјоделството, што е особено важно не само за младите и за предприемништвото, туку воопшто за целиот земјоделски сектор, поради тоа што веќе ќе имаме обучени кадри, за неколку години ќе имаме обучени кадри кои што ќе ги креираат политиките и мерките во делот на дигитализација на земјоделството, но исто така ќе им помагаат пак и на земјоделците и на младите, а ќе можат да бидат вклучени младите со попреченост во отворање на свој бизнис. Искуства вакви имаат, не е нешто што ние го измисливме во Грција, Хрватска. Што покажуваат искуствата? Овој проект се спроведува со земји кои што се во ЕУ веќе подолго време, меѓутоа и со земји кои што не се во ЕУ и како што нормално сите статистики покажуваат, земјите кои што се во ЕУ веќе се почнати со овој процес и има многу добри, одлични искуства и резултати во овој дел, бидејќи како постари членки, земји членки во ЕУ, тие веќе имаат воспоставени механизми, мерки со кои што ги вклучуваат младите, но не само мерки за да ги вклучат, туку исто така вклучување и во образовниот процес. Овој проект е еден дел и еден аспект ќе биде тоа што е креиран водич, меѓутоа и платформа за учење на лица со попреченост, која што ќе биде достапна за различни попречености и каде што младите со попреченост ќе можат да учат. И една од целите и од резултатите кои што сакаме да ги добиеме е всушност тоа да вклучиме, да го вклучиме во образовниот процес, односно лицата со попреченост. Најпрвин да не останат надвор од образовниот процес, меѓутоа исто така да бидат во тек и во како и сите други лица без попречености. Како понатаму да заокружиме ќе се одвива проектот во етапи? Точно тоа и што го спомнав, креиране водица најдобри практики. Во моментот се работи на воспоставување на платформата, која што ќе биде на повеќе јазици, која што реално треба да
трпи промени во текот на имплементацијата, бидејќи она што ќе се креира, не знаеме како ќе функционира и како ќе биде достапно, поради тоа даваме некој период за процес на адаптација на таа платформа и понатаму ќе почнеме во училиштата веќе како пилот активности да ги имплементираме, меѓутоа секако и процес на застапување и лобирање во Министерство за образование, меѓутоа и во Министерство за земјоделство, затоа што двата аспекти се поврзани со цел да го поттикнеме земјоделското предприемништво на младите со попреченост. Благодарам, Даниела. Тоа беше Даниела Цветановска, председателка на Сдруженијето за рурален развој ЛАК Агролидер, и навистина говоревме и во иднина пак ќе говориме за овај иновативен проект за вклучување на младите со попреченост во земјоделскиот сектор, секако преку обуки, учење, а тоа многу помага модернизацијата во земјоделството. Студио.